Добро утро, почитувани слушатели. За малко ќе чуевте една интерна, како се вика тоа, конфликт. Почна да ни се разпега студиото позадина. Среќа тоа да е во делот кој вие не го гледате, но колку и да се разпега студиото и без студио да бидеме, бели видови од позади. Шоуто мора да продолжи. Шоуто мора да продолжи и пак ќе биде погледано од обидите на слободен печат да не заседи. Ние дури ги поздравуваме. Добро, не се придружувам кон ова. Подготвени сме дури и да ги поддржиме јавно, дури да им дадеме медиумска промоција, бесплатна радиореклама, што и да им дадеме, нема да бидат погледани од нас, не затоа што технолошки сме многу напредни, не затоа што вештачки интелигенции. Како беше на моето масони, розенкројцери, илуминати, чуда врагови, американци. Не поради тоа. Единствената причина за нашата се поголема гледаност е тоа што народот се повеќе си ги отвара очите. И се трудиме да дадеме некоја ние од Сабајле, нели, сме клучен фактор во отварање на очите. Ивица Обрајан во Македонија вчера. Да. Беше тука. Сите очекуваа дека ќе ги собере сите албански партии и ќе ги натера да коалицираат со СДСМ. Тоа не се случи. Чекавме ние да го видиме тој фамозен нон-пейпер, бе. Го видели? Ljubšo, тебе те прашувам. Што дали видов? Нон-пейперот. Не. Немаше, а? Дури самиот Обрајан каже дека нема нон-пейпер, но ја повика опозицијата дека таа треба да извади нон-пейпер во која ќе каже какви се нејзините европски аспирации. Види, тоа е од негова страна, оваа критика е легитимна. Добро да во ред. Опозицијата ќе има веројатно програма за европските интеграции пред предстојните избори. И нема да биде non-paper, туку ќе биде paper. Знаеш што е вага еден стадиум изнад non-paper. Да напишеме ја и ти еден non-paper вака. Од Сабајле ли? Програма за европска интеграција на Македонија. Пиши. Чекај да. Сега уште да видам дека немаме лиценца за Word платено. Тоа е најдобро. И отидовме. Значи, ке земеме оној како се викаше Open Office. LibreOffice. Да. Тоа го имаме на другите компјутери. Да. За секој случај. За секој случај. Кривично дело е да кажеме дека пиратерија имаме, па мора да имаме. Немаме пиратерија, не, никако. Никако. Ние поддржуваме авторски права, дури тоа да значи и да профитира господинот Бил Гейтс, кој не мора бе толку да профитира, не е сиромашен. Што ќе им прави на профитира бе, да. Се разведе сега, не знам дали пратевте. Да се вратиме на нон-пейперот. Како успеваш и тие глупости да ги пратиш на место, најде? Со Мелинда па кажуваше колку му било лошо, само 25 квадрата таму. Ужас. Штета. Добро. Ние у 40 квадрати си живееме, љубовта тарува. Значи, точка број 1 од нон-пейперот за европска интеграција на Радио Лидер, ова е наш нон-пейпер, не е партиски на никоја партија, нон-пейпер. Пейпер за европска интеграција. Да. Европска интеграција. Точка број 1. Не, сега прво ке треба една преамбула, поаѓајќи од едно, друго, трето, нели, тие работи... Со свој збор. Да. Не со свој збор. На почеток мора малце поезија, која ќе се повика на документите 89-та, нели, Декларација Социјалистичка Република Македонија. Па ќе се повика таа резолуцијата 92 или 3 во собранието. Слушатели, вака од прилика фрчко уставот го напише. Не, ова е посериозно. Да. Ова е многу посериозно. Он е директ од хрватски преведува, дури ни од француски. Ова е многу посериозно. Не. Директно од хрватски. Па види, ако гледаш некои решенија, посебно изборните решенија, се гледа дека доминантни биле решенијата кои што ги имало во книги на преведени на српско-хрватски или од српско-хрватски. Добро, значи, после преамбулата одиме точка број 1, дека се реафирмира заложбата за... Не, тоа не е точка број 1. Точка број 1 треба конкретни решенија за европски интеграции. СДСМ и ДУИ да не се веќе на власт. Види, ај да не идеме толку директно.
Ајде идеме вака, прво да нема крадење, па Добро. После да сам идои по дефолт нема да го прифатат, ако ставиме тоа. Па види тоа малце Треба пошироко. нон-пейперот да биде, значи, да сплотува, не да разединува. Не, ај, значи, прво треба да се тигне тоа, дека да се реафирмира консензусот за европската интеграција. Тоа треба да е точка број 1. Точка број 2. Дека Македонија ќе се посвети на реформите на правосудството, обвинителството, владење на правото, почитување на човековите права, засилување на капацитетите на сите овие институции и јавност во нивното работење. Точка број 3. Регулаторните тела. Добро. Независност, автономија и така натаму. Ај евро да уведеме точка број 4. Не, тоа ќе биде понатаму, да. Точка број 5. Заедно со сите земји од регионот ќе се залагаме колку што е можно побрзо да влеземе во единствениот пазар. Точка број 6. Заедно со сите земји од регионот ќе се залагаме веднаш да не бидат ставени на располагање структурните и кохезивните фондови. Точка број, која стигнавме 7. 7. Бугарите устав, дај се, тоа е Чекај, не, тоа нема да биде во нон-пейперот. Точка број 7 ќе биде бараме да добиеме од Европската унија одредници за влез во Шенген зоната со цел нашиот систем за гранично управување да го прилагодиме кон барањата на за влез во Шенген зоната, кај што не се ни Бугарија и Романија, а треба да бидат. Точка број 8. Бараме од Европската централна банка да достави до Македонската Народна банка одредници за влез во еврозоната. Утре да влагаме, мај да ги видиме, да ги проучиме, да ги примениме, така? И последно бараме предмирно членство кон ОЕЦД. Понатаму, точка 11 стигнавме, да. Да. Реформите врзани со исполнување на условите за влез во единствениот европски пазар се заложуваме дека ќе ги завршиме во рок од 3 години. Може и 2, ако се залетаме. Тоа значи дека ова што преговори скрининзи, мининзи, гапови, Значи напови. ние ќе се комплетно ќе се Да. прилагодиме на Европа, па Европа ако сака нека Па дојде, тоа, ако да. не нека брка работа. И Ние ќе бидеме Европа без да бидеме дел од Европската унија. Сега, тоа да биде Ќе ги како воспоставиме резолуцијата. сите неизини И правила. дека ова го доставуваме до Европската комисија, Европскиот парламент, сите земји членки, менки едно друго и така натаму, и тоа е тоа отприлика. И еве сега одма да додадам, затоа што бугарите во уставот се значајно прашање. Ние во нашиот нон-пейпер имаме дека немаме проблем бугарите да бидат внесени во уставот, кога македонците ќе добијат своји права во Бугарија, спарава на свое организирање, кога Ќе бидат испочитувани одлуките од Страсбур и не заборе последното. образование на нивниот мајчин јазик, тоа е македонскиот јазик. Да. Кога, значи во истиот момент кога Република Бугарија ќе се прилагоди на ова, ние немаме проблем. Во истиот момент бугарите стануваат во устав. Доколку има деца бугари или со од бугарски семејства во Македонија, немаме проблем да им возможиме основно и средно образование на бугарски јазик. Еве дури Бугарија нека ни помогне со даскали, со учебници, со тие работи. Мора да бидат од тука како тоа. Добро, ама да ги обучуваме, ќе направиме некоја меѓуниверзитетска сарадња, немаме никаков проблем. И во моментот кога македонците и кога ќе влеземе во ЕУ, не заборај се, да и тоа да го ќе ги ставиме. имаат истите тие права. Еве сега бугарите кажат нема македонци во Пиринска Македонија, некој тука вела дека нема бугари во Македонија. Значи исто како што вие велите нема македонци во Пиринска Македонија, дека тоа се 20 старци, тука има луѓе кои велат нема бугари во Македонија, тоа се платеници. Ние не ја споделуваме ниту едната, ниту другата теза. Секој како сака, нека се определи во Македонија и немаме никаков проблем. Дури луѓето да се родени од тука, дури првите братучеди да им се македонци, доколку тие се чувствуваат како бугари, ние немаме никаков проблем со тоа. И да учат бугарски јазик и што сакаат да прават или на бугарски јазик, но истото треба да важи за нашите во Пиринска Македонија. Ама зашто тоа треба, тоа нека биде башка нон-пейпер? Ај овој да биде за Европа само, чисто шо. Викаш да не го стана Не, тука? не. И дури да се стави дека сите овие одредби ќе стапат на сила со датумот на влез на Македонија во ЕУ за да добиеме во Бугарија сојузник. Затоа што нели колку побрзо влеземе во ЕУ, толку побрзо ќе се реализира. Многу едноставно, така. Во секој случај, Да. еве, господинот Обрајан може да го чуе на нон-пейперот на Радио Лидер.
примаме сугестии од Соединените американски држави, да. дефинитивно. Ние, например, можеме и ние да даеме некоја сугестија за отприлика како се водат избори, да речеме, за фейк нюз, велес и така натаму. Не, можеме да дадеме ние сугестии како се легитимира бирач на бирачко место, да речеме тоа би бил тоа. Да. Нивниот 27 април беше од Алиекспрес. Не бе тоа, него друго сакам да кажам. Нашиот беше оригинален. За мене се уште е за мене се уште е фрапантен моментот, тој момент во нивната демократија, дека влегуваш и викаш добар ден, добар ден. Еве ја влегувам тамо, добар ден, добар ден. Јас сум Ивица Боцевски, добар, ти има на список, еве гласај. Ни документ ми бара, ни замисли тоа Македонија да биде. Па види, па токму заради оваа реформа сака па токму заради тоа се зезале, токму заради тоа се зезале во тек на 19 век, нели, кога биле тие политичките машинери, вика како треба да гласаш во Америка, вика гласај рано и гласај често. Дури има нели оние сцени во кој филм беше она кога иде па ги брича за да гласаат повторно некои такви работи. Нема да ги Ама го имало тоа, види. Нема да ги оспорувам изборните резултати во Америка. Да. Ја најавам за... Мислам дека има еден историски настан кога една територија, Небраска ли беше, која ли беше, требаше да одлучува дали да влезе како робовладетелска или како слободна. И на референдумот, мислам дека 3-4 пати поише луѓе гласале, него ли што има тамо луѓе, па и животни, вака, ако ги ставиш вако. Меѓутоа, тоа е тоа. Ние тука сега ќе следиме избори во Америка, Ивица најава за Трамп. Не, точно дека од кај сега ова го извади. Јас навијам за победа на американска демократија, зашто тоа е значајно за целиот свет. И тоа значи дека ја ќе изгубам во обкладата. Не, јас навивам во Америка да видиме еден добар изборен процес. Малце се поднамали таму тензијата. Да не личи, да излезат од ова македонско сценарио. Па не, види, стварно македонско сценарио. Сега, ајде сега Трамп, одлука на судови, ќе го тргаме од изборни листи. На шо личи тоа? Македонија. Да, така што не бива таа работа. Се враќаме назад. Значи, нон-пейперот е овој, до нашите стратешки партнери, нели упатен. Ние би сакале, еве, доколку има сугестии и нешто, немаме проблем, ќе ги вметнеме. Но оно што е важно дека, реално вчера, Стево Пендаровски и СДСМ добија така, не шамар, ама малце не добија поддршка се. Не, тоа што го бара не го добија. Тоа што го бара не добија. Да. Тоа што го бара некој нон-пейпер, чуда бара, врагови бара, не знам. Таму и до сега се уште нема демант на твојата на вчерашното твое на твоја ексклузивата што ја доби. Да. Уште не видов дека има реакција. Не, дури и Експрес ја објави истата вест и малку проширено со некои дополнителни податоци, очигледно и тие го имали истиот брифинг. Не ги обвинувам за плагиат, затоа што беше навистина тука негде со времето, малце после нас го објавија. И беше проширено, морам да бидам искрен со некои работи кои ние не ги знаевме во тој момент. Значи никој не негира дека разговорот вчера се случил и дека Стево Пендаровски јавно барал поддршка од регионалните лидери, сите албански партии во Македонија да застанат позади него и позади СДСМ и најавил дека доколку тоа не се случи, нема да се кандидира на наредните избори. Тоа е ставот на Стево Пендаровски. Доаѓа овој став од неговата, нели како се вика тоа, од неговата проценка дека без поддршка на сите албански партии тој нема можност дури ни достоинствено да изгуби. Се тоа е тоа. Нема проблем да се разбереме господинот Пендаровски да изгуби. Тоа е јасно, но и да изгуби, тој сака достоинствено да изгуби. Не е Стево кукавица што не сака да изгуби. Да се разбереме, но сака и во поразот да биде достоинствен. И токму затоа не прифаќа, нели, да отиде без сите албански партии како поддршка. А мене ова ми е опис за кукавичлак. Ако веќе сакаш да се кандидираш независно од тоа што ќе се случи, така ли? Сега види, во политиката важна е проценката. Никој не сака да биде
посрамотен. Никој не би сакал да биде посрамотен. Ма зашо да биде посрамотен 5 години председател или нешто направил, така? Па сега, ако отиде на избори, како така се тој проценил дека ќе биде посрамотен со оглед на резултатот. Не знам ја таа работа. Малку ми ова липшо тенкичко. Мојата поддршка за Пендаровски е тенкичка? Не, ова дека проценката, па вако, че нема проценки се. Ако 5 години си бил председател, шеф на државата, веројатно си остал нешто, некоја трага на државата, за да може луѓето да гласат за тебе. Веројатно не си бил фикус. Фикус ли беше или филодендрон, што беше тоа? Не, или Адам. Значи сега види. Тоа е друга проценка, тој смета дека неговата работа како председател, и ја го поддржувам тоа, не е виновен тој што има толку низок, нели, рейтинг, туку вината е на СДСМ. Како се? Па така него го он сам има кажано, ова е негова изјава, вика, не може, вика, рейтингот на партијата колку и да е низок, мислам колку и да е вашиот личен рейтинг, ова лани го кажуеше, вика, доколку рейтингот на партијата која ве кандидира е екстремно низок, вие немате шанси. Тоа го кажа, мислам, лани, никој не го забележа. Ајде вака сега да видиме. И не се случило, вика, да победи некој што има... Сега, една минорна партија го кандидираше Стипе Месич во 99-та година. Добро, сега, тоа е други времења, друга земја. Како не други времења, друга земја. Во Македонија никој... Ама не е така. Од Киро Глигоров навака, добро, не се случило да победи некој кој има повисок рейтинг од рейтингот на неговата партија. Партијата која го кандидира. Постојано сите имаат понизок рейтинг. Нема така, Лјупче, нема така. Нема така. Јас сум објективен, дури кога го бранам, нели, Стево, ја го сметам Стево навистина за еден рационален човек и она што јас го дознавам, дури ме замолија, вика, дај некако да припремиме терен, вика, за откажување на Пендаровски, тоа да биде достојанствено. Ја ја прифатив. Што е рационалното молење на странци да не ми пречува агендата, те молам. Добро, окей, добро. Окей, добро. Значи, он е... Добро, се извини. Рационален човек и тоа е тоа. Едноставно не прифаќа. Вика, се надевам, слуша некој од извршниот на ВМРО ДПМН вели да прибира белешки околу нон-пейперот. Не, они ќе си направат своји и нема што да прават нон-пейпер, они програма си имаат. Да. Нон-пейпер ние правиме. Ние сме Think Tank Radio. Ти тоа бидна. Окей. Да. Во секој случај демант уште немаме на вестот. Види, ако не друго, например, ја и Ивица сами имаме поише образование од цела невладина организација Цивил. Значи, во години. во години, во пейпери, ако сакате. И тоа собрани заедно на куп. Да, во пейпери напишани за колумни тука на Ивица, он има напишано поише од они што имаат прочитано де факто. Значи, види, и они се тука еден феномен литерарен. Тоа после вториот текст. Имаат напишано поише од што имаат прочитано. Точно, и тука има една таква црта. И Сашо Мјалко влезе од тоа кога ги пишеше тие неговите планови за реформи во ВМРО на времето. Он тогаш де факто имаше поише напишано од што има прочитано. Ја го пропуштив тоа зашто не бев тука тогаш. Дури он влезе во таа екипа. Да. Значи, вика, да, човекот нека се исели од Македонија, затоа тражи поддршка, вели Жарко. Да, ние имаме джингл на радио каде што Стево Пендаровски вели дека доколку не бил председател, тој ќе се исели од Македонија. Види, тешко ќе биде. Пошто колку е пензијата за председател? 1000 евра беше или поише? Не бе колку што е платата? Значи сега у моментов ќе има околу 3000 евра. 3000 евра пензија. Добро, со 3000 евра реално во Скопје ќе живее феноменално господинот Пендаровски. Плюс сопругата негова е универзитетски професор и од тамо околу 2 мање више дежурство оно. Значи, они месечно имаат петка. Во Македонија со петка ќе живеат топ со 5000 евра. Сега, доколку се иселат во странство, пример во Германија, таму 3000 евра
на Пендаровски како пензија баш не вредат нешто. Не, добро се. Има среќа што сопругата му е стоматолог и добро заработуваат во Германија, ама тоа треба испити да помине јазик, лиценци. Ама добро, кој правник од Македонија ќе пере чаши таму, и тоа е нека капни од тоа нешто. Кој Пендаровски? Па да. Пензија од тука плюс таму. Макдоналдс бе? Плескавица? Не, тоа мал се знаеш, кондуктор. Што ти фали? Таман гледаш убави градови. Во Америка за друго не е реално. Да, за Германија, не, во Германија, само во Америка, па со ние трошоци за здравствено осигурање, не, таму не. Канада или вакво. Можеш поблиску. Вака делова фит, значи Словенија без Не, види, делова фит. Не, делова фит може да стои на нозе. Значи може да пере чаши. Не. Се не сме виделе да да направи еспрес. Му правам програма за Словенија. Зошто? Добро. Значи прво таму можеш ти врски да најдеш некаде. Значи ќе го бутаме Wi-Fi место една таква преварантска организација. Think tank. Ме разбираш? Па нели е рационален како ќе оставиш преварантска организација која е рационален? Озбилна организација не би го прибила се. Ќе вработиме во Фимес. Па ја имаме луѓе и тука и таму ќе завршиме работа. Од таму да зима едно 800-900 евра. А што ќе работи таму? Аналитичар. 3000 евра, како се вика, пензија, од Македонија председателска, плюс многу полесно ќе биде да се прилагоди сопругата негова за стоматолог професор таму, дури може да ја пример. Стварно има многу убави зборови сум чул за неговата сопруга како експерт. Она би можела во словенечкото општество навистина да просперира. Добро, види, тука не мешаме тие работи. Значи, имаме принципов Не, овде со пофални зборови за првата дама. Имаме, во овој момент имаме веројатно една од пообразованите први дами што сме ги имали историски. Ова сум озбилен сега. Ово оставаме на страна со перење во чаши. Па лекарка беше и првата, бе? Како? Лекарка беше и Нада Глигорова? И работела на клинички центар во Белград, те молам се. Това не е клучниот проблем. Нас стално првите дами ни се боли од пообразовани од председателите. Истото важи и за Нада, истото важи, ако сакате, и за Јасна Црвенковска. Па и Маја Иванова е жена на место. Жена на место, значи, да беа први дами муживе, а жениве да ја водеа држава, веројатно многу поубаво ќе изгледавме денес. Ова објективно го кажам. Јас тука ќе се оградам од ова тврдење, мај. Ние немаме проблем со првите дами. Јас ќе се оградам од ова. Ќе се оградам од ова тврдење, иако има нешто во. Не, па сите, сум сега да зборуваме реално. На председателот Црвенковски сопругата, за разлика од него, има фатено работа во животот. Значи, има изградено. Да, вон политиката сакаш да кажеш. Да, има изградено од 0-1 до ден денес најуспешните компании во Македонија. Добро, ај се. Меѓутоа, чекај се, ај се да кажеме, затоа што ја и ти не правиме такви работи, гледаме дека е нашата прва дама, нели? Е грижлива сопруга, прва е професионалец, не може мајка и така натаму, секоја чест за незе. Институтот за стоматологија на универзитетот важи за една од најдобрите докторски зборови во таа област. Секоја чест и за Стево, што избрал таков партнер во животот, тука мораме да го пофалиме, но не можеме тоа да го кажеме за неговите изјави, за начинот на кој што извршува функцијата шеф на држава. Убаво реков? Видиш. Али пензијата од Македонија плюс тоа што се ожени лубаво, може да му биде вајлдкарт добро да живее до крај на животот. На Балкан, во Средна Европа и така натаму, во Западна Европа малку потешко. Јас мислам само во Македонија вредно за председателе се ожени лубаво. Некако води државата. Па не, се види, да не го кажеме британскиот пример таму шефот на државата какви перипети имаше. Со Борис Оваа работа. И премиерот и кралот, човече. Го знаеш ли тоа? Не знаеш кој е по... Ја знаеш ли една анегдота за која што се преприкажува до ден денес по европски кругови? Италија води ротационо председателство на Европска унија. Силвио, кој би друг. И сега седат таму, нека лоша атмосфера, се одлучува за нешто битно, и Силвио сака да смени атмосфера, малце да ја развесели. И вика, слушај, вика, според мене, вика, ништо не помага повеќе, вика, да се развесели атмосферата, вика, од разговор, вика, за фудбал и за дами. А вика, ја знам, вика, дека Шредер беше тогаш премиер на Германија.
Знам вика дека Герхард Шредер вика одлично игра фудбал, вика 4 пати се женил, па еве он нека почне. И вика тука во просторијата половина, значи ако земе на линија на што го раздвојува Медитеранот од друго од Европа, половина земале се смеат, како што знаат да се смеат, половина биле вчудени видени дека некој може такво нешто да збори на официјален состанок. Ова е вака една излова анегдота. Да се како дека и во Европа културолошките разлики се интересни, така можеме да кажеме. Ние овде, ти викам, имаме одлични прави дами, феноменални домакинки, паметни, интелектуалки и така натаму. Што направиле сите до една погрешен избор. Одиме сега. Чекай. Да пробаме сега за промена со прв господин. Да пробаме со прв господин, може ќе изгледа подобро. Тој што ни најава го познавам случајно, така што ни за така не продолжи. Да. Се потврдува и со неговиот примерот дека мажите се проблем во државата. Значи дури се потврдува и таму тој пример. Одиме со кратка пауза за реклама. Направи проблем со вас на мене на тебе дома со што рекол мажите се проблем во државата или не направи? Ке прашаме вечер да видиме. Може би и ние сме доказ за ова правило, не се исклучуваме нели од тоа, но генерално треба во Македонија полека да се дава простор повеќе на жени, затоа што гледаме дека таква е жена за председател, еве Билјана. Вели тоа ние не го тврдиме во овој момент. Да. Ќе видиме. Ако има и Данела е жена сега. Ќе видиме. Реклами. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер во Еспресо со Златев и Боцевски. Ивица, најново Оџак ја решава македонската корупција. Да бе, таа весија видов и искрен да бидам позитивно ме изненади таа весија. Значи, ајде да им објасниме на слушателите што се догаѓа. Значи, со Оџава на антикорупцијска комисија им било наложено, ова ми е многу интересно, каква е таа независна антикорупцијска комисија кај што владата им наложува кој да биде вработен. Многу чудно. Каде е независноста тука кога они не може да бираат соработници? И сега Оџа, добро, високо образование завршил човекот, се вработува во антикорупцијска. Мора ти кажам, јас ова го поздравувам. Знаеш зашто? Еве, владата и наложи на антикорупцијска да вработи Оџа, одиме на уставен, бидејќи сметаме дека последната одлука на владата не наметнува обврска да примаме тројца од тоа министерство, од кој еден државен советник, кога тој успел да изгради кариера за државен советник во Министерство за политички системи, која да биде има завршено факултет за исламска вероисповест, тоа е Оџа. Види. Значи, јас се поздравувам ова одлука на владата, затоа што се види дека со употреба на рационалното, значи зборуваме за закони, подзаконски акти, со повикување на моралот, нели, етички кодекси и така натаму, не се реши постојбата. Значи, решија тие во тој очај, ништо чудно е да речеме ова да не е само на Артан Груби одлука, може одлука и на вице-премиерката за борба против корупција, Славица Грковска. Значи, мислам дека веќе одлучиле да се обидат и со помош на надприродните сили. Не знам дали се сеќаваш, освен не може се сеќаваш, ти си мал. Во 80-тите години во Македонија беше многу популарен оџата од Слупчане. Добро. Кај оџата од Слупчане, луѓе кои што имаа проблем одеа затоа што тој лечеше со молитва. Ке им забаеше и им лечеше. Значи, може би овој оџа ке им забае на функционериве, како доаѓа, значи, оваа пријава, он ке забае малку и ке престане да крадат. Значи, треба да поздравиме креативноста на владата во ова, меѓутоа, мораме тука да повикаме на инклузивност, нели? Треба веднаш да се вработи еден поп, еден католички свештеник, да се види со дедо Киро Стојанов, еврејска заедница исто се види, евангелско-методистичката црква, па вака во еден конзорциум, едно 5-6 свештеници, да отпеат една молитва, да забаат, што има уште што може би, знаеш, горе има светиниките, го знаеш на селото, светиниките манастирот на Скопска Црна Гора, на каменот, кај што се читаат молитви. Добро. Може би и таму секој функционера од кој ќе преземе функцијата да му се ишчита на молитва, нели? А нема да крадат.
како ти делува како објаснување за потегот на владата. Мене ми делува дека толку сериозно се зафатиле, веројатно и вице-премиерката Грковска, нели? Дека помош бараат сега од надприродните сили. Не само од значи закони, етички кодекси до толку. Ај сега да видиме малку повеќе. И може, знаеш, ке слушнеме сега. Дека, не знам, како се викаш нешто однесе тепачи во Манев? Како се викаше, Беким? Не, Беким, да. Дека му забаал лоџата и дека сега се покајал. Види, јас сум... Не знам што мислиш, вака, јас се обидам да најдам рационално за тезата. Веројатно не ми успеа според твојата реакција. Значи, вака, јас сум шокиран, да бидам искрен, од една единствена причина што мене ми ова се чудно. Јас сум за секуларно општество и попови која се во прашање оди така што како корупцијата, дали ќе забае, дали ќе исчита нешто таму. Иако па сега да бидеме искрени, сум го проучувал Куранот. Куранот како книга е антикорупцијски документ. Значи, се согласам со тебе, да. Нели? А антикорупцијска има прилично, нели, во исламот еден антикорупцијски момент. Дури позасилен од христијанството. И во христијанството го има тоа. Борбата против корупцијата е и во Библијата застапена озбилно, но во исламот е многу по така пластично објаснето и многу по застапено, така што видете се верските доктрини еве се враќаат во 21 век во едно секуларно општество. И видиме што значи ова. Иако очигледно им треба баење. Може да пробаме со баење, не може без баење, да пробаме со баење. А мене така ми делува, не знам ти, што мислиш ти? Ти вика би да пробаме, да видиме, може ќе биде бе? Никогаш да не се исклучи тоа. Може баш тоа е работава што ни треба, нели? Еве, јас вака гласно кажувам дека е можно такви работи да се задова. Не знам. Има секакви, нели, можности, но живот иде дале. Да видиме. Што ти значи се ова живот иде дале? Па еве, да видиме како ќе се справиме со овој пристап кон антикорупција. Не знам, ова може у некој non-paper па да го видат американци. Да се стави кој модел. Не види, не може да се стави затоа што тие тоа го имаат надминато, знаеш. Они пред 400 години палеа вештерки во Масачусетс. И од тогаш веќе ги напуштија тој начин на решавање на проблеми. Така што пред 400 и тука се палеле вештерки. Мислам дека пред 600, не. Да, не палење вештерки не знам дали имало. Имало како не. Некои други може имало такви лудила, ама ова малце позападњачки ми делува. Да, али генерално поцивилизирано. Тогаш сме биле 200 години ние пред нив, сега се они 200 години пред нас и така некако се надополнуваме во овој историски еквилибриум. Иако Македонија мисла дека еквилибриум е кафана. Да. Значи, да. Не, види, да, па кај американците има една сериозна, они се најрелигиозно општество од западњачкиве, а мислам дека нема баење па кај нив, знаеш. Да, тоа е забрането. Да. Не знам дали е забрането, ама е протестантизмот некако не ми е со таа работа, така што не знам, види, ова дури може да, ако успее, да се продаде како консултантски услуги по тоа, знаеш. Ивица, бе, ова за Отворен Балкан? Што? Што ќе кажеш? А не беше само Отворен Балкан, ова беше малце поотворено. Ова е малку поотворено, ова што беше со Станоков?
поотворено беше, не беше само тоа. Од март месец граѓаните од Албанија, Србија и Северна Македонија ќе може да се вработуваат во било кој од овие земји. Ајде ти што ќе кажеш, бе, ти си по... Ја мислам дека види се во ова со дека ќе може да се вработуваат во било кој од овие земји. Затоа што во моментов Србија пред се и Албанија е нели чекори стабилно, но пред се Србија во однос на македонците, Албанија во однос на албанците во Македонија. Добро. Ова може да значи испомпување на работна сила од земја. Ние го гледаме потенцијалот на Србија да привлече странски инвестиции за разлика од нас досега. Добро. Во овие странски инвестиции веќе полека се исцрпува работната сила од Србија која може да работи од таму, затоа што пак треба да биде таа работна сила, прво треба да сака да работи таму и второ треба да биде со некакви квалификации. Ова е ризик дека луѓе од Македонија ќе почнат да се иселуваат нагоре. Може да биде проблем за нас. Зошто го тврдам ова? Затоа што јазичната бариера е многу мала меѓу македонски и српски јазик. Нели? Се разбираме меѓусебно. Генерално лошо збориме српски, ама не разбираат. Дури као мене која ќе порачам на бензинска еден цедени портокал, па ме гледаат што му е на овој. Па ќе се коригираш. Па после сваѓаат дека станува збор за наранџа, нивна. И така, некако ќе се разбереме. Ова ми е една од поголемите киксови во Србија, но суштината е дека постои ризик луѓе од Македонија да се иселуваат во Србија. Тој ризик постои затоа што освен што платите се тука негде, во одредени делови во Србија и повисоки, во одредени делови пониски, нели, од Македонија. И Србија како и Македонија не е земја со рамномерен развој, но цените во Србија се драстично поевтини од овде. Да бидеме вака искрени, кога ќе потрошувачката кошница во Србија чини помалку од потрошувачката кошница во Македонија. А платите се тука негде, а во делови во Србија значително повисоки. Ако сакате во Белград, платата е повисока од во Скопје, просечното, што е нормално милионски град. Постои ризик ово олеснување на бариерите. Значи прво ќе биде ако ја нострифицираш дипломата во Македонија, по автоматизам ти е сегде нострифицирана. Дипломите ќе се признаваат меѓусебно од земјите по автоматизам, тоа е прво. И второ, нели ќе се овозможи без проблем да се работи во друга земја. Ова е според мене ризик. Ти како гледаш на работи? Следи, ја тука мора да ти кажам малку поинаку гледам на работите. Сега, ако не се плашиме и молиме да влеземе во 400 милионски пазар, каде што најслободно ќе се движиме, така и ќе работиме, зошто се плашиме да влеземе у 10 милионски пазар? Ако не се плашиме да влеземе у 400 милионски пазар, кај што платите се 10 пати поголеми од нашите, зашто се плашиме да влеземе у 10 милионски пазар, кај што платите се може би малце поголеми од нашите? Не разбираш? Ова е моето гледиште. Добро. Така што не гледам ништо лошо. Дај Боже цел Западен Балкан да биде така веднаш и до година да биде со целиот отворен пазар, нели? А ние да се потрудиме по тоа да го направиме ова пристојно место за живење, да нешто да заличи. Да. Сега така би го направил. Може грешам, што знам? Ја поддржувам оваа идеја. Ја поддржувам оваа идеја, но не сакам оваа идеја да биде алтернатива за Европска Унија. Па не може да биде како ќе биде. Па сега така ни ја пакуваат некако. Абе види се, на крајот на криштата од Европа зависи дали ќе влеземе таму или не. Ако тие ова го одлагаат, зашто ние правилата европски овдека да ги, ако ние овдека меѓу нас 6 земји на Западен Балкан ги спроведеме тие правила, полесно ќе тропаме таму на врата, не се согласуваш? Морам да кажам дека во овој момент нешто чудно се случува. Зошто? Од Сабајле имам прилично
како да кажам, родово го воспевавме во првиот дел од емисија Женскиот пол во Македонија. Како нели по окей во однос на политиката. Сега нешто се регистрирам тука за некаков фелоушип, кратка обука на Државниот универзитет во Малезија. И слушај го сега. Ајде. И ми бара mother's name. Секде кај да се регистрирам ми барат татково име, овие ми бараат мајкино име. Во Латинска Америка двете баби ги ставаат во името. Да? Да, бе. Абе, која е веројатност дека имаш исти имиња на две баби? Ти викам, ова ми е чудно. Многу чудно. За прв пат се соочувам со неја, баш сега го куцам. Не, ама еве, зоба, ќе ти кажам, еве, затоа не сум потресен околу таа работа. Ова, и сум пријатели често ме прашуваат околу ова што го зборевме за нели дозволиве работни, па Србија ќе не земела работници, друго, викам, чекај малце, не ми е нова нормално се. Се не се плашиме од Германија и од Франција, од Србија се плашиме. Не сваќаш? Бе, сега се плашиме, како не се Ама не, сакаме утре да влеземе во ЕУ, да. Ама не еден по еден. Па добро да, ама пак ако утре влеземе во ЕУ, значи автоматски германци може овде да работат, ние можеме во Германија да работиме, така? Да. И од тоа не се плашиме. А од Србија се плашиме. Се малку нели е нелогично? Се логично е кога ќе видиш со Германија више проблемот е огромен, дури и јас сметам дека да бидам вака искрен до крај, сметам дека ние сме еден друг феномен. Што ти значи тоа се? Ја мислам дека ние сме нешто. Мислам дека намерно Германија не држи надвор од ЕУ за да ни ја вшмука работната сила. Не знам. Мислам дека не е така. Мислам дека нивниот проблем е далеко поголем од Западен Балкан. И дека ние не можеме да им го решиме проблемот. И да сакаме. Што знам баш? Не знам баш. Идите да затвараме Дукенот, доста е више. Па ја мислам полека можеме да завршуваме се емисијата. Ова со ЈСП не фативме. Битно е дека денеска Ќе возат. И возат, да. Сега таму тоа што се дешавало, тие дали еднаш пари за плата, па директорот не дал, па работници отидоа со Браниево да го плюкаат што не дал, не знам што е. Не, имавме далеко поинтересни теми со председавачот на Советот, доктор Трајко Славески. Тој е луциден секогаш соговорник. Меѓутоа, ајде следниот пат кога ќе го викнеме во студио, ќе го подпрашаме малку и за таа тема. Што е работава, да. Почитувани слушатели, останете со 107,4, уживајте во денот. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник Нова радио и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација е на Димитар Митровски и Јован Чаушевски.